Минатиот пат зборував на тема за која што искрено се надевав дека нема да зборувам сега на оваа моја возраст. Туку дека ќе зборувам кога ќе бидам, не знам, 70, 80, 90 години. Зборував за смртта на мојата сопруга Анет и зборував од моето искуство кое што го минувавме заедно со Анет во овие 12 месеци пред таа да почине. За мене е многу прикладно да кажам збор 2 за нешто кое што е срж на верата во Христос, срж на верата во Бога. И сакам да разграничам две работи. Сакам да разграничам што не е утеха, што не е Христова утеха во време на загуба и која е всушност утехата која што Бог ни ја дава во вакви моменти. И ти се обраќам на тебе кој што може би си загубил некој ближен, може би тоа е твојот дедо за жал или баба, може би е тоа еден од твоите родители, може би е тоа близок пријател или пак, како во мојот случај, сопружникот. Денеска сакам токму тоа да го зборувам, да споделам од каде јас наоѓам утеха, кој е мојот извор на утеха во овие моменти кои што, да не се лажеме, се екстремно тешки. Прво ќе кажам каде не се наоѓа утехата и кои изјави, иако се кажани со најдобра намера, апсолутно нема никаква врска со утешување. Луѓе со најдобра намера мене ми кажуваа, изразувајќи сочувство, добро, спомнувајте вашата сопруга што е можно почесто и таа на таков начин ќе живее, ќе продолжи да живее. Сега кој што како да кажам, малку подлабоко ќе размисли, ќе види дека позади овие зборови се кријат добри желби, добри намери. Ова се зборови на луѓе слични на мене, кога некој ќе доживее загуба, јас многу често не знам што да кажам. И тоа е нешто што ние како луѓе го повторуваме овде во Македонија. Нека живее покојникот или нека живее покојната во вашите мисли или спомнувајте ги често и на тој начин таа ќе продолжи да живее или тој ќе продолжи да живее. Секој еден од нас е свесен дека колку и ние да го спомнуваме тој кој што починал, тој кој што заминал до овој свет и е Бога, тој самиот не може да живее преку тоа. Ние преку тоа можеме да го одржуваме споменот, ама и во тој случај споменот ќе трае колку што ние траеме или пак колку што трае нашиот заборав. Нашиот моќ да се сеќаваме или нашиот заборав, а тоа е според професор Драгослав Стрејовиќ, еден од најголемите археолози и историчари на 20 век, еден од најголемите цивилизацијски проблеми, значи цивилизацијата тоа го има детектирано, проблемот на нашето заборавање и проблемот на недоволниот капацитет за сеќавање. Значи ние можеме да зборуваме, јас и мојата ќерка зборуваме за мојата сопруга, за мојата жена Анет и таа зборува за мајка, ама на тој начин Анет не продолжи да живее. Тоа е еден начин орално, значи вербално преку нашите зборови, сеќавање и присетување на сите оние прекрасни моменти што ги имавме заедно на одржување на еден таков спомен. Таков спомен е всушност и секој споменик. Луѓето од кога постои светот и човештвото ја обележуваат и ја одбележуваат смртта со желба оној кој што е починат, оној кој што е упокоен, да биде на некој начин извлечен од некаков заборав. Повторно ќе кажам, ова се, кога некој ќе каже, нека сеќавајте се на покојниот, тоа се добри желби, тоа покојникот не го прави жив. Како што утеха во вакви моменти не може да биде, и тоа ќе кажам за секој од вас кој што загубил некој близок во брзо време или можеби во некое време, пред година 2-5, имаме едно нешто повторно кој што произлегува од таква една добра желба, од добра намера. Мојата сопруга страдаше од рак година дена и таа имаше агонични моменти, значи моменти на болка, моменти на голема страдање на кои што јас бев лично очевидец, ќерката моја, значи незините татко, мајка, моето семејство, мојата мајка, мојот брат, значи го гледавме од прва рака и ние како луѓе повторно со добра намера, значи не сакам погрешно да ме разберете, со добра намера велиме
значи почина барем се спаси од маките. И кога ќе размислиме за такво нешто, ние повторно сакаме да вметнеме некоја доза на добро во нешто што е страшен чин, тоа е чин на смрт. И на таков начин сакаме да укажеме на тоа дека барем еден агоничен период, еден страшен, еден травматичен период на живот на некој човек завршил. Ама тоа повторно не може да биде долготрајна утеха, затоа што човекот кој што е починат едноставно не е со нас. Немаме веќе заедништво, љубовта, таа комуникација едноставно ја нема, љубовта продолжува, комуникацијата не може да се продолжи. И колку и да е и ова нешто со желба да се утеши тој кој што загубил некој близок, кратко ќе биде патот на оваа утеха, ќе задржи, ќе заврши. Оно на што сакам да ви го обрнам нашето внимание е всушност изворот на утеха. Луѓе разговараат со мене овие денови и ме потсетува дека треба да бидам силен и дека треба да бидам силен за себе, а особено да бидам силен за мојата ќерка, за нашата ќерка. И сакам да ви укажам на тоа од каде јас имам сила ден за ден да продолжам со мојот живот и да се обидам да го дадам моето најдобро и со ќерка ми да го дадеме нашето најдобро со оглед на ваквата травматична ситуација. Во Евангелието според Јован е запишано едно сведоштво на еден травматичен настан кој што се случува во кругот на најблиските пријатели на Исус. Во 11-та глава на Евангелието според Јован, сведоштвото на евангелистот Јован, на оној биограф Христов, е дека Лазар е болен, Лазар од Витанија, братот на Марија и на Марта, тоа се блиски Христови пријатели. И тие сакаат Исус да дојде што е можно побрзо, за да го исцели, за да може Лазар да продолжи со својот живот. Оно што е ситуација со Марта и со Марија е дека Лазар умира и дека наспроти таквата смрт Исус ги поканува неговите најблиски ученици, апостолите. Во 16 стих вели во 17 стих вели кога дојде Исус, откри дека тој веќе 4 дена е во гроб. А Витанија беше близу до Ерусалим, околу 15 стадии, односно околу 3 километри. И мнозина јудејци, пријателите нивни, како што и ке нас обичај, беа дошли ке Марта и ке Марија да ги утешат за нивниот брат. И кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред него, а Марија седеше дома. Тогаш Марта му рече на Исус: Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. И ова е големата болка на Марта и на Марија. Мислам дека нема човек, некој што не му пролетела ваква една мисла, кога станува збор за тешка болест и за смрт. Боже, посакував исцеление. Јас за себе ќе кажам, се молев и постев и барав од Бога исцеление на мојата сопруга и на моменти имав такво чувство. Боже, дали си со нас? Дали овие молитви се можеби само напразно изговорени зборови? Дали ти ги слушаш овие молитви и дали ти ги одговориш? И Марта, текстот вели, тогаш Марта му рече на Исус: Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Но и сега знам дека што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. 21 стих не сега да го читаме со некаква лажна побожност. 21 стих е токму тој стих на гнев, на разочараност. Брат ми е мртов, ако ти беше Боже тука, ќе беше поинаку. Мој близок е починат, мој близок е мртов, ако беше тука ти Боже, ќе беше сега жив. Оно што Марта ја издвојува од нас е тоа што продолжува и вели: но и сега знам дека што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Исус и рече: твојот брат ќе воскресне. Морам да кажам, зборува за овој збор воскресение. Зборував на еден погреб
и кажав дека надежта која што ни ја остави Христос е надежта на воскресението. Како што тој воскресна, така и ние ќе воскреснеме, и кажав дека Христовото воскресение е воскресение на Христос во неговата целовитост, во неговото тело. Значи тоа не е само отиде Христос на небесата, туку Христос, како што ни сведочат евангелистите, станува од мртвите. Тоа значи воскресение. И после овој погреб мене ми дојде неколку луѓе и ми рекоа да те прашаме, пасторе, за да знаеме дека добро сме разбрали. Ти викаш дека воскресението не е само дека душата оди кај Бог, туку дека доаѓа време во кое што нашите тела повторно ќе оживеат и ќе се спојат со душата, со нашиот оној внатрешен идентитет. Ја кажав токму така и тие искрено на моје чудење, иако беа луѓе кои што ја познаваат Библијата, прв пат слушнаа дека суштинската надеж на христијаните е повторното воскресение на една севкупна личност, значи на духот, на душата и на телото. Во овој случај сакам да акцентирам на телото. Исус и рече, твојот брат ќе воскресне. Марта му рече, знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. Значи, Марта не е некоја неука, знае дека Божјото ветување во Стариот Завет е дека луѓето ќе воскреснат на последниот ден. А Исус и рече, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? И таа му одговори, да, Господи, јас поверував дека ти си Христос, Синот Божи, што треба да дојде во овој свет. И нема да ги читам понатаму овие стихови. Сакам да обрнеме внимание на ова Христова изјава, во која што вели, јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее. И ако ме прашате, зошто можам и да проповедам воопшто? Зошто можам да функционирам во ваква една страшно болна ситуација? И вие кои што сте изгубиле близок во изминативе месеци или можеби година, се уште, како да кажам, вие кои што сте изгубиле близок и се уште ги чувствувате раните, значи, знаете добро за што зборувам. Ова е тој момент. Ова е нешто кое што мене ми дава сила. Тоа е Божјото, тоа е Христовото ветување. Пак ќе го прочитам стихот. Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Ова се Христови зборови и оно што е фасцинантно во ова сведоштво е дека тој нас ни дава предвкус, тој нас ни дава прв знак дека ова што го зборува всушност и ќе се исполни. А тоа е, ако го читаме овој текст понатаму, ова сведоштво понатаму, ние ќе видиме како Христос прво просолзува и сочувствува со смртта на Лазар и преку тоа сочувствува со секоја една смрт која што се случува на овој свет и во нашите животи, заради тоа што Божјата волја никогаш за нас не беше ние да искусуваме смрт. Смртта е како сечење на еден роман на пола реченица. Толку многу работи остануваат недоискажани, толку многу љубов не може да се изрази во овој момент, толку многу нешта не ограничуваат. Ни создаваат болка, ни создаваат страдање. И Христос просолзува и сочувствува. Не е тој некој Бог горе на небото кој што само гледа и посматра, тој е Бог што дојде помеѓу нас. И многу добро знае, зашто и самиот искуси смрт. И самиот знае што значи за секој еден човек и за семејството и за блиските, воопшто за човештвото, да се соочиме со смрт. Тоа е страшна работа. И понатаму, Христос, за да ги потврди овие зборови, пак ќе ги прочитам, јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее. Тој доаѓа до гробот на Лазар. Марта и Марија викаат, одамна е веќе погребан, закопан, мириса, значи воопшто нема потреба за понатамошна интервенција. И Христос прави нешто што е за мене фасцинантно, нешто што е предвкус, нешто што е прв плод на големото воскресение кое што ќе следи на последниот ден на овој свет, како вовед во новиот свет, во кој што нема да има ни болка, ни страдање. Исус доаѓа над гробот на Лазар и му вели, Лазаре, стани, и Лазар станува. И тоа е момент во кој што смртта е де факто победена,
Смртта понатаму суштински е победена според сведоштвото на евангелистите, на Матеј, на Марко, на Лука и на Јован, кога Христос е распнат на Велики петок и се соочува со смртта и понатаму на третиот ден воскреснува. И овие нешта, ова ветување кое што Христос го дава, е суштината на утехата, суштината на силата. И ова што го зборувам сега е сведоштво за тоа како јас ги минувам овие денови во кои што мојата сопруга е кај Бог, кај Христос. Ги минувам со одредена сила која што јас до крај не можам да сватам, но суштината на таа сила е дека Бог е со нас, Бог е со мојата ќерка, Бог е со мене и редовно се подсетувам, читајќи ја Библијата, подсетен од моите пријатели, подсетен од црквата, дека еден ден, иако, како што вика Исус, и да умре ќе живее, и да умреме, а сите нас не чека крај на нашиот живот на оваа земја, и тоа кога ќе се случи, Бог повторно има за нас план, ние сите да воскреснеме. Нашите тела да се спојат повторно со душата и ние да со овој идентитет кој што го имаме да влеземе во новиот свет кој што Бог го има. И затоа кога изразуваме утеха и кога сакаме да изразиме утеха која што е фундирана, која што е втемелена на верата во Христос, то не може да биде само некој да живее во нечии мисли, зашто тоа е невозможно, тоа не може да биде само многу се мачеше, малтене добро е што умре, мислам, не е добро за никој кој што умре. Ако сакаме да добиеме утеха, ние треба да одвоиме време и да размислиме, да го примиме ова сведоштво кое што за нас го имаат евангелистите, сведоштвото дека Лазар беше мртов и стана, и особено дека Христос беше мртов и воскресна стана. Стана од мртвите. Апостолите го препознаа, тој беше со нив, тој не беше некаков дух, не беше некаква сенка, не беше некаков глас кој што него го слушнал, тој беше Христос кој што имаше, а затоа можеби понатаму ќе зборуваме, континуитет и дисконтинуитет во однос на неговиот живот до тогаш. И јас сакам тебе да те повикам, да преиспиташ твојата вера и да ги преиспиташ твоите извори на утеха. Во случај на загуба, ама и не само во случај на загуба која што значи смрт на некој близок, туку на загуба, ако е тоа од финансиски карактер, загуба на работа која што можеби си ја сакал или си ја сакала повеќе од се, загуба на планови, на соништа, тоа се исто така тешки загуби. Во такви моменти јас те повикувам да ја прочиташ оваа глава во Евангелието според Јован, 11 глава, да прочиташ барем едно Евангелие и да се здобиеш со утеха која што е втемелена на не на ветување и на проценка на некој си човек, туку на ветувањето, на животот, на смртта и на воскресението на Богочовекот, на Богот кој што дојде помеѓу нас, Богочовекот Исус Христос. И таквата вера, од моје искуство, ме водела низ целиот живот до сега, таквата вера и тој Бог е сега со мене и до мене. Во овие моменти, кои што се најтешките моменти во мојот живот. Среде тие моменти постои утеха. Среде тие моменти постои надеж. Дека Бог има воскресение од мртвите за сите нас. Воскресение кое што ние ќе го примиме ако поверуваме дека Исус Христос живееше, умре и воскресна за нашите промашувања, за нашите гревови, за сите нас. Амин.